Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Заради високиот број на ново заразени, Комисијата за заразни болести предлага дополнителни рестриктивни мерки. Неискуството – честа причина за губење на планинарите или повреди. Тринаесет години без најголемата ѕвезда на македонското небо Тоше Проески. Заради големиот пораст на новозаразени лица со COVID-19, Комисијата за заразни болести и Министерот за здравство Венко Филипче предлагаат дополнителен сет на рестриктивни мерки. Модуларната болница е подготвена за прием на нови пациенти со COVID-19, иако сега таму нема пациенти, рече Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција. Тој истакна дека овој есенски бран се очекуваше и бројките на новозаразени лица растат во целиот регион и светот. По предложувањето на првиот пакет мерки, Филипче најави дека со Комисијата за заразни болести дискутирали за дополнителен сет на рестриктивни мерки. После еволуацијата на ситуацијата во следните денови и викендот, доколку има потреба, до владата ќе биде предложен овој пакет на мерки во понеделник. Тоа би вклучувало прво ограничување на капацитетот на луѓе во јавниот превоз до 50%, како што беше претходно. Понатаму целосна забрана за секакви настани и крај на работното време на сите економски оператори субјекти во 23 часот. Доколку продолжи овој тренд на зголемување на случаите, овој пакет на мерки, заедно со овој следен кој што треба помине во собрание, мислам дека сериозно ќе го забави, ќе редуцира можноста за трансмисија на вирусот. Филипче додаде дека менаџирањето на болничките капацитети е еден од најважните приоритети. Од денес се вклучуваат и студентите на 6-та година на медицинскиот факултет, кои ќе им помогнат на колегите за епидемиолошките анкети и податоците од контактите на лицата диагностицирани со COVID-19. Инаку бројката на ново заразени расте од ден на ден, со бележење на нови рекорди од над 500 ново диагностицирани на дневна основа. Самите ако не си помогнеме на себе, не можат да ни помогнат уште 500 доктори. Епидемиологот и председател на Комисијата за заразни болести доктор Жарко Караџовски апелираше уште еднаш до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита, бидејќи епидемиолошката состојба во Македонија е сериозна. Одредени настани кои што се случиле во нашето секојдневно окружување се главниот промотор на поголем број на случаи. Тоа значи ивентите, тоа значи концертите, тоа значи журките, тоа значи се она што го видовме на телевизија, групирањата и непочитувањето на мерките или непочитување во таа смисла што никој не носеше маска. Значи, она што стално го кажуваме како предмет на наша препорака е дека групирање, држање на дистанца од 2 метра, носење на заштитна маска, дезинфекција за раце се основните каутели за да нема случај. Очигледно, во периодот што е позади нас, тоа не се почитуваше. И тоа е факт. Голем дел од овие анкети, со самиот факт што се меѓу 20 и 39 години, ни кажува дека тоа не се луѓе кои што биле сите на домашна свеченост, меѓутоа биле, со народски речено, таму каде што може да се направи журка, настан, промоција, да бидеш виден во одредено место, да идеш во некој локал каде што не се почитуваат мерките. На прашањето што се случува во Европа, не треба ние да бидеме премногу паметни да речеме дека имаме типичен есенски бран на ковид. Ние ова го предвидовме уште пред 4-5 месеци. И министерот и комисијата неколку пати кажувавме дека ќе дојде тој есенски бран. Ако ме прашате епидемиолошки, јас мислам дека овој есенски бран малце подрани, во смисол временските услови не се такви да имаме групирање во затворен строго простор. Меѓутоа, со доаѓањето на сезонскиот грип, оваа шанса за зголемување на бројот поради групирање
ќе биде поголем. Заради сето тоа и заради ова што го беше речено претходно, Комисијата за заразни болести предложи до главниот кризен штаб, до министерот и до владата, предложи да се усвојат 2 сета на мерки, кои што едните би се усвоиле во текот на следната недела преку собраниски измени на Закон за заштита на населението од заразни заболувања и втор сет на мерки кои што во понеделник ќе му ги презентираме на главниот кризен штаб на премиерот и на владата, кои би допринеле за нешто што вие ме прашавте последно, а тоа е дали да се воведе полициски час. Ние, како комисија, не сме ги исцрпиле сите мерки што може да му ги предложиме на министерот. Како што гледате, само во Франција во овој момент има полициски час. Меѓутоа, во ниедна европска држава немаме таква мерка. Дали може во перспектива тоа да се направи? Ние во моментов не размислуваме, меѓутоа, и те како епидемиолошки сме на идеја дека доколку ништо од ова не се почитува, што ни останува понатака? Ве молам, и медиуми, и население. Самите, ако не си помогнеме на себе, не може да ни помогнат уште 500 доктори, 500 сестри, уште 20 болници. Сето тоа ќе се исполни брзо, а ние, како што знаете, работиме од март месец па навака. Значи, бараме помош од сите. Дали тоа ќе речеме медиуми, дали ќе речеме политички партии, дали ќе речеме широко население. Ја би апелирал на широко на населението. Да ги почитуваме мерките заради фактот дека тоа го правиме заради нас, нашите најблиски, нашите фамилии. Непочитување на мерките ќе не одведе до огромен број на заболени, ќе не одведе до преполнување на болничките капацитети. Општина Гостивар ќе бара од Министерството за образование учениците во повеќето училишта да се вратат во клупите организирани во 4 смени со скратени часови. Според градоначалникот Арбен Таравари, тоа е барање на голем дел од децата и родителите. Градоначалникот заедно со заменик министерот за образование Арафат Шабани денес беа во посета на гостиварските училишта. Ќе добијат ли повеќе училишта во Гостивар согласности за настава со физичко присуство? Општината пред Министерството за образование ќе излезе со предлог учениците во повеќето училишта да се вратат во клупите, организирани во 4 смени со скратени часови. Според градоначалникот Арбен Таравари, тоа е барање на голем дел од децата и родителите, кои реагирале дека онлайн наставата не е ефикасна. Повеќето од учениците, меѓутоа и родителите некако инсистираат да децата бидат физички присутни во училиштата. Ние добивме дозвола за во помалите населби, повеќе во селата, кај што има помалку ученици, си одат физички на настава. Исто така тоа важи и за основните училишта во Гостивар, од прво до трето оделение. Меѓутоа, една идеја од учениците кои што беа еден ден во нашата општина, ми дадоа идеја во 4 смени да се работи по 20 или 25 минути да биде еден школски час, што не е лоша идеја, што би требало сега да ја разговараме и да ја испратиме како една идеја која што може и да се прифати од Министерството за образование. Таравари денес заедно со заменик министерот за образование Арафат Шабани ги посетија основното училиште Исмаил Кемали и средното медицинско, а потоа одржаа состанок со директорите на гостиварските училишта. Шабани ја замени министерката Мила Царовска, чие присуство беше најавено и се очекуваше, но се откажа во последен момент. Заменик министерот нагласи дека над 80% од учениците во земјава успешно следат настава на далечина, а за останатите се прават напори да се надминат проблемите. Во рамките на цела држава, значи над 80% се одбива без проблеми. Значи имаме околу 15 до 20% на училиштата кои треба да држат настава онлайн. Проблемите претежно се од IT, мислам проблематика, техничка проблематика, интернет мрежа, мрежно уредување, лаптопи, компјутери, во таа смисла и затоа наоѓаме солуција како сите заедно да се мобилизираме во смисла за подобрување и на овој процент на ефикасноста. Значи тоа е динамичен процес, од ден на ден се подобрува и очекуваме да тој процент да оди до 100% на ниво на целата држава.
Од општината информираа дека од почетокот на новата учебна година во Гостивар е регистриран еден случај на коронавирус кај ученик, за што биле преземени соодветните мерки според протоколот. Изминатиот период, особено поради ковид пандемијата, планинарските спортови станаа доста актуелни, но поради неискуството на граѓаните често се случува истите да завршат со повреди или да се изгубат во планината. Оттаму планинарските водичи со препорака за членство во клуб во кој ќе се стекнат со нови познавања како да се однесуваат во природа. Пандемијата со коронавирусот ги натера граѓаните повеќе време да поминуваат во природа и на планините, без да размислуваат на ризиците. Во изминатиот период најчесто без претходни обуки и само иницијативно, лицата ги посетуваа пределите на Шарпланина, поради што често имаше случаи на изгубени планинари, вели регионалниот координатор на водичи во планина во Федерацијата на планинарски спортови Александар Стојановски. Воедно при таквите тури поединци ја уништуваат природата. Поради ковид кризата и сите оние карантини, имаше зголем интерес на луѓето да се движат во природа, а со тоа и во планина. Сведоци бевме дека Лешница, например, беше многу посетувано место, што не било случај во претходните години. Луѓето нагло тргнаа да се движат во планина, меѓутоа не сите ги почитуваат оние основни норми на движење во планината. Тоа е да ја чуваме планината, да ја чуваме природата, да колку што можеме повеќе да ја унапредиме, а не тоа да биде уништување на планината, правење забави и така натаму. Губењето е многу честа појава меѓу новите планинари. Тоа е пред се поради непознавањето на теренот, поради тоа што не знаат да ги читаат маркацијските знаци, маркациите, не знаат да работат со карта, со компас, што се основни техники кои лесно се совладуваат ако некој им ги покаже на планинарите. На Шарпланина се случува често да има изгубено планинари, пред се поради овие непочитувања, односно незнаење. Сега секој може да набави планинарска опрема која му дава лажна сигурност, но ако таа не се користи правилно, може да се доведе во прашање неговата безбедност. Најчесто за викендите тројно е поголем бројот на посетители на планинските предели во однос на регистрираните планинари, вели Стојановски. Кога земеме таа бројка е страшна. Изгледа страшно, затоа што многу малку планинари се регистрирани во планинарските друштва во однос на тоа колку планинари ја посетуваат планината. Во еден викенд на планина, на Шарпланина може да има околу 800 планинари, а во Тедовските планинарски друштва членуваат неколку стотини планинари. Така да бројот на планинари надвор во планина и бројот на планинари во обучени планинари, или во планинарските клубови е многу различен. Од тука и безбедноста, значи безбедносните ризици поради тоа се зголемуваат. Стојановски ја нагласува потребата сите кои што сакаат да планинарат претходно да се зачленат во клубовите, за да се стекнат со основните познавања, како да се однесуваат во природа и како да се снајдат во сите непредвидени ситуации, бидејќи планината со себе носи опасности. Доколку би имале контакт со поискусни планинари, со водичи во планина, доколку би било тоа организирано движење, сите учесници би ги следеле насоките на водичите, сите овие несреќи би биле избегнати. Доста често во потрагите по изгубените планинари се вклучува и полицијата, откаде што велат дека токму поради тоа, важно е турите да се пријавуваат во полицијата. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 13 часот и 45 минути во Маврово полициски службеници на Оделението за внатрешни работи Гостивар привеле 36, 32 и 30 годишник, тројцата од Република Албанија, поради сомнение за злоупотреба на туристичкиот престој. Албанските државјани задржани се во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. На 15 октомври полициски службеници лишиле од слобода 42 годишникот село Боговиње Тетовско, затоа што во 11 часот и 30 минути во селото со
патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки се обидел да го прегази, а потоа му се заканил по животот на 32 годишникот село Боговиње. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 20 часот и 30 минути 26 годишна жителка на Тетовско село во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот 26 годишен сопруг од Република Косово со уште 3 негови роднини дошле во куќата на таткој, каде што престојувала и се заканил по животот, имал намера според пријавеното да ги земе со себе и нивните 2 малолетни деца, зашто тие биле во бракоразводна постапка. Пријавениот е лишен од слобода и задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Нешто подоцна 59 годишниот татко на пријавениот пријавил дека роднини на 26 годишната пријавителка со тврди предмети ги оштетиле двете возила со кои тие пристигнале од Република Косово. Се работи на целосно расчистување на случајот. Вчера околу 12 часот на улица Видуе Смилевски Бато во Тетово, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 23 годишникот Тетово, удрило во 33 и 27 годишен пешак од Тетово. Повредените пешаци пренесени се во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера во 13 часот и 30 минути пак 66 годишникот Гостиварско Калиште пријавил дека непознати сторители му го одзеле неговото возило со гостиварски регистарски ознаки, кој го оставил во центарот на Неготино Полошко. Се преземаат мерки за откривање на сторителите и пронаоѓање на возилото. Интензивни активности за санкција на незаконските узурпации на јавните сообраќајни површини во Тетово започна полициската станица за безбедност на патниот сообраќај. Полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово во координација со инспекцијските служби на Тетовската локална самоуправа започна со интензивни активности за санкционирање на незаконските узурпации на јавните сообраќајни површини во градот за угостителски, трговски и други цели. Вчера во содејство со комуналната инспекција на улиците 120 и Борис Кидрич во Тетово биле изречени 12 мерки за изложување на земјоделски и други производи, најмногу на тротоари, но и на коловозни ленти. На прекршителите узурпаторите им бидат изготвени соодветни поднесоци согласно член 12 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Глобата за физички лица според овој закон изнесува 100, а за правни лица 2000 евра во денарска противредност. Вакви активности со несмалена динамика ќе продолжат и во наредните денови, со цел јавните сообраќајни површини непречено и безбедно да се користат според намената од пешаците и другите учесници во сообраќајот. Инаку вчера исто така во Тетово биле подигнати 16 погрешно, односно непрописно паркирани возила во централното тетовско подрачје, активност која континуирано се спроведува подолго време. Полициски службеници на Гостиварското оделение за безбедност на патниот сообраќај вчера вкупно презеле 48 мерки, од кои 25 биле за пречекорување на максимално дозволената брзина на автопатот Гостивар-Тетово за над 50 км на час, како и други видови прекршоци кои се заокружени со соодветни поднесоци. Вистина е дека Шекспир ги напишал најдобрите дела за време на чумата, но немал обврски околу семејството и домот, вели универзитетската професорка Ана Мартиновска, говорејќи за родовите нееднаквости што ги исфрли пандемијата во интервју за Институтот за комуникацијски студии. Според неја, жените го презедоа на себе сето она што го работеа градинките, училиштата, терапевтите, бебиситерките, сите помошни дејности кои што овозможуваа во едно семејство двајцата да бидат вработени. Корона кризата ја доживувам како една голема, огромна лупа, низ која сега зголемено и многу видливо ги гледаме сите постојни нееднаквости, сите проблеми кои што постоеле во општеството, првенствено оние кои што се однесуваат на ранливите и маргинализираните категории, на оние кои што се со социјален ризик, оние кои што се на црниот пазар на трудот, мигрантите, и се разбира како една огромна ранлива категорија жените. Кога свативме дека таа светска пандемија не е само од здравствен аспект, го видовме и економскиот аспект, свативме дека таа економска бездна исто така има женски лик. Меѓутоа, жените секогаш биле оние кои што се на помалку платените работни позиции, кои што се непријавени, кои што се на работни места без бенефити, во услужни или во други дејности кои беа први на ударот и кои што каде што ризиците беа најголеми и каде што конечно отпуштањето од работа беа најголеми.
Затоа тоа платената работа жените многу повеќе процентуално ја изгубија во ова време на криза. Дополнителен проблем е она што се нарекува неплатена женска работа. Тоа е нели фамозната втора смена, која што ја знаеме од феминизмот. Значи, тие го превземаа на себе она што во меѓувреме го работеа градинките, училиштата, терапевтите, бебиситерките, сите помошни дејности кои што овозможуваа во едно семејство двајцата да бидат вработени. Во моментот кога требаше да се бира кој е оној кој ќе остане дома, секогаш оние поранливите, оние кои помалку заработуваат, оние кои се пофлексибилни, го превземаат тоа на себе. Ако на почетокот се тешевме со приказни од типот ама еве и Шекспир за време на чумата ги напиша своите најдобри дела, сваќаме дека тој немал обврски ни околу домот, ни околу семејството, па ни материјални проблеми и дека денешните жени многу се мали шансите дека ќе го напишат новиот крал Лир. Како што велеше, да споменеме Рут Бейдер Гинзбург, која не напусти неодамна, жените ќе станат еднакви во општеството, тогаш кога мажите ќе превземат сопствениот улог во растењето на следната генерација и истовремено кога тие ќе бидат еднакви на позициите на кои што се одлучува. Јасно е дека жените се тивките жртви на оваа пандемија и дека целата состојба ги враќа родовите битки неколку децении наназад. Со оглед на тоа што ова сепак ќе трае уште некое време, јас сакам да се надевам дека тоа ќе ни овозможи да гледаме како на целата ситуација како на можност да појдеме од почеток во некои осознавања, дека креатурите на политиките глобално, меѓутоа и кај нас, ќе сватат дека родовите прашања, родовата рамноправност, еднаквите можности не се маргинални прашања, дури и кога се соочуваме со криза од овој тип. Поминаа 13 години откако Македонија ја изгуби својата најголема звезда Тоше Проески. Тој трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на 26 години, но позади себе ги остави многобројните песни и хумани дела кои представуваат примери за идните генерации. На денешен ден пред 13 години пејачот Тоше Проески трагично го загуби животот во сообраќајна несреќа кај Нова Градишка на пат кон Загреб на 26 годишна возраст. Во чест на Тоше 10 маратонци пристигаат во Крушево денес, но поради пандемијата годинава маратонот се одржува само во границите на нашата држава. На музичката звезда почити оддадоа и велосипедисти од Тиквешкиот регион, кои од 20 септември во рамките на проектот Од срце за Тоше возеа низ целата држава за да пристигнат во Крушево. Поради пандемијата оваа година не се одржа манифестацијата Звездено небо за Тоше, која фановите во изминатите години ја организираа на 5 октомври на плоштадот Македонија, во спомен на неговиот последен и хуманитарен концерт, што го одржа на 5 октомври 2007 година на градскиот стадион. Тоше гаеше и љубов кон спортот. Тој беше спонзор, но играч во одбојкарскиот клуб Синалко Крушево, а исто така и голем навивач на фудбалската селекција на Македонија. Токму во негова чест, денес нашиот најголем стадион, Националната арена во Скопје, го носи неговото име, Тодор Проески. Секако ќе биде запаметен неговиот настап пред мечот Македонија-Англија, кога интонираше химната на нашата држава. Незаборавно е неговото појавување со знамето на грб, а потоа целиот стадион грмеше од неговиот маестрален глас.
Тоше е роден на 25 јануари 1981 година и својот музички талент го покажал уште како петооделенец на фестивалот Златно славече во 92-та, каде што испеал песна на влашки јазик. Музичката кариера ја почна со победата на Мелфест во Прилеп во 1997-та и од тогаш настапуваше на сите значајни фестивали во земјата и регионот, а во 2004-та ја представуваше Република Македонија на Евровизија во Истанбул. Таа година Викендов ќе започне првенството во првата женска одбојкарска лига на Македонија. Тетово ќе го представуваат две екипи. Утре започнува новата сезона во женската одбојкарска лига на Македонија. Екипите на Универзитет Тетово и Бамикор ќе бидат представници на Тетово во првенството во кое ќе учествуваат вкупно 14 екипи. Оваа сезона, поради големиот број на пријавени екипи, Одбојкарската федерација на Македонија одлучи лигата да биде поделена во две групи од по 7 екипи. Екипата на Универзитет Тетово се најде во групата А, заедно со екипите на Јанта Волеј Форца, Вардар и Фитфан Волеј сите од Скопје, потоа Наковски Волеј и Македонија Макс од Струмица, како и Угада Студент од Штип. Тетовските одбојкарки првенството го започнуваат со гостински надпревар против Јанта Волеј Форца утре со почеток во 16 часот. Бамикор ќе игра во групата Б заедно со скопските екипи Јанта Волеј Кисела Вода и Работнички, потоа Струмица и Виктори Волеј од Струмица, како и Пелисер Волеј од Битола и Ускана од Кичево. Ждрепката сакаше Бамикор во првото коло да гостува во Скопје, кај екипата на Јанта Волеј Кисела Вода, а надпреварот ќе се одигра утре со почеток во 12 часот. Откако ќе се одиграат 7 првенствени кола од регуларниот дел, по 3 најдобро пласирани екипи од двете групи ќе продолжат во плејофот за шампионската титула. Останатите екипи, вкупно 8, ќе разигруваат во плејаутот, од каде двете првопласирани од следната сезона заедно со 6 екипи од плејофот ќе играат во првата лига, а останатите ќе се надпреваруваат во новоформираната втора лига. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!